Добре дојдовте во Артефакт, чувари на минатото. Подкаст каде што ја откопуваме историјата, но и луѓето кои ја чуваат незината душа. Денес имам посебна чест да ви донесам епизода со човекот зад многу од тие археолошки приказни кои обично ги читаме во книги или ги гледаме на изложби. Нашиот денешен соговорник е Тивок, но мојкен во знаење. Не сака камери, но цел живот е пред нашите очи. Преку трудови, терени и студенти кои низ генерации ја учат археологијата од прва рака. Со нас е професорот доктор Антонио Јакимовски, еден од најактивните археолози во Македонија. Универзитетски професор, раководител на Институтот за историја на уметност и археологија, ментор и водич на многумина во оваа благородна и тивка наука. Добре дојдовте, професоре. Добре ве најдов и ви благодарам најпрво за поканата на ова подкаст шоу. Шоу, едукативна емисија, како и да ја наречете. Така, многу ми е драго што воопшто ја остварувате оваа идеја, односно ги запознавате пошироката јавност со археологијата и културното наследство, нешто што ни е особено важно. Професоре, идол сте на многу студенти. Ја што ги знам, ве поддржуваат сите колеги ваши, пријатели, роднини, другари. Значи, сакам да почнам од почеток со вас. Значи, кога прв пат почувствувавте дека археологијата е вашиот пат? Уште како студент и мене идоли ми биле моите професори. Значи, уште во прва година, 95-та година е тоа, пред точно 30 години, оваа година и славам 30 години, Јубилеј, како сум јубилеј, како сум на терен, некогаш и по 8-9 месеци, некогаш малце помалку, на терен и исто така. Од нив се заљубив во оваа наука. Иначе морам да кажам дека секој што ја работи оваа наука, па и било која друга, а и работа, мора најпрво да се заљуби во тоа и да го работи со љубов, само така ќе има успех. Имаше ли некој поттик или лично што ве поттикна за да влезете во оваа Како наука? што кажав, професорите и постарите колеги со кои што започнавме да работиме, имавме таа среќа да имаше тогаш многу ископувања, почнувајќи со професорот Драги Митревски, Виктор Лилчиќ на терени, значи Иван Микулчич, и направи тоа еден голем филм, нешто што ме натера јас да се заљубам и да станам исто така археолог кој што со голем ентузијазам ја работи оваа работа. Како изгледаше вашиот прв терен, професор? Мојот прв терен беше многу одамна, уште некаде 87-88 година, и тоа беше се со цел, бидејќи мајка ми работеше во Музеј на Македонија како сметководител, неповрзано со оваа наука, меѓутоа отидов јас на терен со цел да купам мини систем, значи за да заработам пари, 350 динари беше тогаш дневницата, и ги гледав тие луѓе и се чудев со кој ентузијазам работа. Така што уште од дете ми влезе оваа иницијална каписла за археологијата. Значи, многу луѓе ве познаваат како човекот од терен. Што за вас значи теренската работа, професор? Значи, освен што ја имаме кабинетската и мораме да сме подковани во таа област, значи на читани и сето тоа, многу е битно и значајно секој од археолозите да се појави на терен, и на терен се учат речиси најголемите работи, а и се случуваат најубавите работи, бидејќи вие имате можност да откривате тогаш, да пронајдете нешто, да не знаете што ќе пронајдете, таа возбуда е нешто фасцинантно. Фасцинантно. Имале ли моменти на изненадување, шок, можеби некоја опасност, професоре, што се случило? Опасност можеби не, неколку пати. Можеби, меѓутоа, поинтересно од сето тоа се наодите. Наоди, нешто што ќе најдете ново, нешто неочекувано, на секој наод се радувате. Дали бил тој од керамика, од бронза монета, сребро, злато, сето тоа ве исполнува на посебен начин. Има ли некој наод што и до ден денеска ве прогонува на некој начин позитивен, се надевам? Позитивно ме прогонуваат многу наоди и секако секој сонува да пронајде нешто ексклузивно, нешто големо.
нешто. Значи ги има многу, не би можел да издвојам нешто, од објекти би можел да издвојам некој што сум ги работел, тоа се да речеме гробницата во Бонче, која што беше откриена, ние отидовме само да ја документираме. Меѓутоа успеавме да пронајдеме еден ѕид, кружен ѕид, кој што ни го направи истражувањето нешто ново, па потоа и гробовите околу, па почнавме, значи, еве, речи си 20 години го истражуваме тоа и полека, преку некрополите, преку објектите, преку наодите, да стигнеме до моментот, заедно со професорот Виктор Личич, тоа го работиме од 2006 година, да стигнеме до идејата, односно да го убицираме градот кој што 200 години се бара, а тоа е градот Пелагонија. Еден од 4 главни градови од кога е поделена Македонија на 4 мериди, тоа е главниот град на 4-та македонска мерида и главен град на античкото кралство Пелагонија. Значи таа гробница ни кажува многу дека тука нешто има, некој локалитет. Каков вид на гробница е таа, професор? Значи станува збор за монументална гробница која што е датирана некаде околу крајот на 4 век и имаме многу слични уште две гробници, повеќе, меѓутоа најслични се во Амфиполис, едната е во Архонтико. Тие се со нешто поголеми димензии, меѓутоа такви гробници имаме само во овие, да речеме, главни градови, и таква гробница може да направи само некој кој што има многу пари, затоа ја викаме кралска или владетелска гробница. Ако имаме идеја дека еден од тие блокови тежи од 3 до 5 тони стојат на самото место без никакво сврзивно средство, само на својата тежина, значи архитектонско чудо, да речеме. Дали е трагично завршено како сите некои повеќе некрополи ограбено? Најдовте нешто таму? Значи таа е ограбена е уште во со сигурно знаеме дека ограбена уште во 4-тиот век наша ера, она е од 4 век, крајот на 4 век пред наша ера, кога имаме таму погребувања. Најпрво имаме некои десетина гробови детски, значи како култно место ја користеле и после тоа, меѓутоа веќе била позната и ограбена. Само ради култното значење, после е користена, значи, во 4-тиот, 5-тиот, 6-тиот и подоцна во 10-тиот и 11-тиот век од нашата ера. Професоре, имате многу археолошки локалитети позади вас, сте биле раководители на многу ископувања, ќе зборуваме подоцна за тоа. Како ја гледате археологијата во контекст на денешна Македонија, професор? Се уште сме во развојна фаза и ни треба уште доста. Значи, ние знаеме тоа да го истражиме, меѓутоа ни фали моментот на презентација. За жал, сега имаме само 2 или 3 локалитети за кои што можеме да кажеме дека функционираат како археолошки локалитети или центри каде што можат да влезат и туристи, и да прошетаат туристи, да поминат еден убав ден. Тоа е Стоби, можеби Хераклеа и заливот на Коските во Охрид. Ликнида, Кале, за жал, да, за Скупи, Кале, имаме многу големи истражени, градови. веќе 90% можда и повеќе, но не се 90%, да, меѓутоа има доволно содржини за да може да се стават во туристичка атракција, во туристичка посета, така што тоа ни недостасува и многу повеќе средства улагање од државата, затоа што еве на пример факултетот или Институтот за историја на уметност и археологија, единствениот кој создава археолози. На тој институт, откако се отидени се веќе повеќе од половина од професорите во пензија, останати сме 3-4 професори. Значи, ако немаме кај да ги образуваме нашите идни студенти, не можеме, значи немаме луѓе со кои што би ја работеле археологијата понатак. Така што би требало да започнеме од почеток да се организираме, да видиме од другите држави кои што се далеку понапред стигнати од нас во археологијата и тоа истото да го примениме кај нас и да тргнеме со поголеми чекори напред. Го спомнавте Скупи, професоре. Што можеме да очекуваме од Скупи, например, од таков мега локалитет, значи вистина од големи размери, да се искористи во туристички... Скупи е најголемиот антички град во Македонија. Тој има 44 хектари, колку за споредба, речи си дупло повеќе од Стоби, кој што е многу поистражен. Исто така, предноста на Скупје тоа што
има дел кој што е ограден, се истражува веќе 100 години, значи има 2 базилики, бањи, хореум, театар прекрасен и истражен и конзервиран, значи има и што да се види, има многу наоди, некрополите околу градот, околу Скупи, има веќе десетина илјади гроба се истражени, има материјал прекрасен кој што може да се изложи и да биде нареден во некои поставки кои што ќе бидат на локалитетот, така што ќе гледаат луѓето тоа и најголемиот бенефит е тоа што како главен град имаме на само 3 километри од центар на градот имаме таков локалитет со највисок статус, односно статус на колонија. Тоа треба Што да се значи искористи. тоа, Тоа значи да ми дека Скопје има повеќе туристи на дневно ниво, а Охрид има повеќе спиења. Значи, на дневно ниво ние имаме повеќе туристи од најтуристичкиот град во Македонија и не можеме тоа да го искористиме и преку Скупи и преку Кале. Значи, све е истражено, дури на Кале направени и музеи кои што треба да се стават во функција и тоа би требало да биде полно со туристи. Исто така и Скупи. Значи, има многу што да покажеме. Малку фали да го ставиме тоа во туристичка Кажете ми за атракција. театарот нешто, професоре, повеќе. Ја имав таа среќа, значи, да го ископувам театарот од 2013 до 2016 година, со некои 250 до 300 луѓе општи работници, стручна екипа околу 70 луѓе, значи супер екипа, страшно, значи тоа еден е, од поголемите да, проекти што проекти. сме го имале до сега и многу интересно дека ни успеавме за овие 3 години целосно да го истражиме театарот и за среќа, пошто не многу често и конзервираме, и за среќа и да го конзервираме. Исто од тоа излезе од печат и книга во која што се објавени сите работи, така што имаме целосно заокружена археолошка приказна за тој локалитет. Значи, само театарот како театар може да привлекува, зборуваме за театар кој што собира 10.000 луѓе, е од времето некаде на Хадријан, почеток на 2 век, и тоа е Професоре, прекрасна. немаме нешто такво за 10.000 луѓе моментално сега, нешто Да, во ниту најмодерно време, што може да ни користи. Ни во Скопје, освен стадионот, значи Да, немаме и освен стадионот. Борис Трајковски е помалку собира од театарот, значи тој би можел тука да се од Скопско лето сите културни активности да се одржуваат на тој простор. Значи прекрасен За простор. летно време. Сепак уште еднаш ќе кажам дека сме на 3 километри од центарот на градот, што Ништо не е значи, ништо, Значи пеш можеш да одиш, и пеш 2 евра е такси за турист, тоа не е ништо. ништо, значи со многу малце можеме многу да направиме. Често велиме дека Македонија е земја богата со историја, но дали доволно ја почитуваме археологијата како наука, професоре? Па јас бидејќи го работам тоа, мислам дека да, Да. и ако искочите или со било кој да кажете археологија, одма сите се археолози, као што сите Така, се и да, политичари, сите се интересираат, сакаат, меѓутоа пак има нешто што се вика но. Имаме една запирка и мал простор. Ја често зборувам, пошто ме интересира археологијата, викам, ние археолозите како да зборуваме со глуви луѓе. Ти му зборуваш, тој не те слуша, ама не го интересира, тоа е тоа. Дали доволно се грижат, професоре, институциите, јавноста за културното наследство? Каква е улогата на медиумите, подкастите како овој, за ширење на свеста? Значи, јас мислам дека институциите се грижат доволно, меѓутоа треба да имаат и повеќе грижа, значи секаде фалат и вработувања, значи мора малку и државата повеќе да го помогне, да помогне археологијата, културното наследство. Воопшто медиумите имаат и овие подкасти сега како модерни, значи се прекрасна работа. Целта ни е ние да го запознаеме, јавноста да ја запознаеме, затоа што ние работиме со пари од јавноста. Парите ги зимаме од граѓаните и би требало нашите истражувања и се она што пронаоѓаме да им го доближиме на широката јавна маса, односно на сите граѓани. Затоа што само на тој начин, доколку и самите граѓани се грижат, а имаме и такви доста примери, значи многу од наодите ги пронашле, се пронајдени случајно, па они не известиле, па така откриваме и нови локалитети и прекрасни наоди сме имале што се поклонети или донесени од луѓе кои што ги пронашле, така што медиумите се битна карика која што треба
многу да уложи за да го доближи ова културно наследство до граѓаните кои што ќе го осеќаат пак како свое, за да може, имавме ние и проблеми и со диви копачи, и со сето тоа, Имаме меѓутоа, уште, професоре. мислам дека тоа е надминато и одиме многу подобро. Мислам дека со медиумска поддршка и со овие подкасти, овие модерни сега социјални мрежи, многу полесно до сите граѓани ќе ја доближиме археологијата, што пак ќе биде бенефит за сите нас и за државата. Професоре, јас пак ќе се навратам за еден од вашите проекти како раководител за Стоби. Ме интересира, професоре. Прекрасен локалитет. Стоби скоро 150 години се истражува, многу е истражено. Има уште многу да се истражува, меѓутоа, како што реков и претходно, тоа е еден од организираните локалитети со свој вработени таму археолози, кустоси, водичи, конзерватори кои што супер екипа, секојдневно, да. И знам момците, да. секој овакво што е член на таа екипа е одлична екипа. Јас таму почнав 97 година да работам со професор доктор Елеонора Петрова. Потоа продолжив 2003 година заедно со мојата драга колешка од Музеј на Македонија Мила Шурбановска, го истраживме комплетно, истраживме еден објект. Тоа е можеби најубавиот објект во Македонија. Станува збор за една библиотека, архив или курија, огромен еден објект кој што бил на 2 ката. Сега колегата Гоце Павловски во Атина спрема докторат само на овој објект. Прекрасно нешто и во моментов мислам дека се вршат доистражувања на овој објект. Значи, објект еден со многу скулптури внатре, со многу наоди прекрасни, значи еден ексклузивен објект, како и сега библиотека, такви јавни објекти од секогаш, значи цел со мермери, со мозаици, нешто прекрасно. Што има друго атрактивно, професоре, во Стоби? Кажете ми нешто за мозаиците. Има мозаици, или имаме една синагога, тоа е една од двете кои што се надвор од провинција Палестина. Да, имаме таа синагога, го знаеме и човекот кој што бил со надпис. Да, со надписи на мозаиците, значи има прекрасни моменти. Исто така тука е театарот на кој што имаме, значи, и надписи на седишта, резервации кои седеле, па знаеме дека богатите седеле у центари како и секогаш. Така што еве сега во моментот и тој се конзервира театар, така што таму и се одржуваа прекрасни настани, значи Бодан Арсовски еден концерт се сеќавам, театарот од Веле се одржува, античка драма секоја година се одржува, па тоа е се со факели, прекрасно, баш како што се одржувале античките драми. Тоа треба да го имаме на сите овие. Театарот во Ликнит или Охрид, театарот исто, Охридско лето, концерти. И Хераклеа мислам Хераклеа исто е во функција активен. Значи, тоа се прекрасни едни моменти како да го доближиме тоа, меѓутоа е исто тие антички драми. Еве со сегашните концерти, тоа е популаризација на археологијата и културното наследство. Професоре, има таму бањи. Што се случувало? Како живееле тие луѓе? Кажете ми. Прекрасно нешто и тие бањи, значи имаме 2 бањи и во Стоби, имаме бањи насекаде, тоа се јавните бањи, истото нешто што го превземале подоцна и турците од нив, кај нас функционални до 70-80 години во поголемите градови. Значи таму се случувало се, зборуваме сега за римските бањи, таму се случувало се, од бизнис, поезија, читање. Значи еден вид на собиралиште некое, за да се видиме, да си направиме муабет што се дешава. Се што можеме да замислиме, таму се случувало. Супер, професоре. Сакам да ве прашам, значи, како да го популаризираме сето тоа, да дојде до јавноста поблиску? Значи, како што рековме, медиумите, новиве овие медиуми сега, подкасти, социјални мрежи, сето тоа е нешто што може да се популаризира. Значи тоа е картата за да...
Тоа е картата се како доближат. тоа да се доближи, истото тоа треба да се стави и во средните и основни школи, значи сите да имаат место да одат на екскурзии, да трчаат по ливади, значи да отидат да видат еден археолошки локалитет, црква, џамија, нешто што е битно за нас, нешто да научат. Се приближуваме, професоре, кон Значи моите... да се направи еден календар у кој што, значи секое дете у трето оделение ќе отиде на тој Одлична локалитет. идеја. И ние така сме иделе, значи и ние така сме ги видели и стоби. Не знам, во четврто ќе оди во зоолошка, во пето пак ќе оди Тоа ми беше на друг последното локалитет. прашање, професоре. Значи, што би им порачале на младите што сакаат да копаат поминатото? И на младите, и на родителите. Почесто да го користат времето, знаеме, одат на водно, убаво, зборуваме за Скопјани, одат, дишат чист воздух, се шетаат, се рекреираат, меѓутоа мора се да се обрне внимание и на културата, односно да се посетуваат. Еви ги тука ги имаме Тумба Маџари, на пример, не го спомнавме, тоа е едно неолитско село кое што е 7000 години од сега, и има таму реконструкција направено на куќите, што ги имаме пронаоѓано, ете и таму сум работел заедно со почитуваниот еден од најголемите праисторичари Воислав Санев, исто и со него имам работено и многу научено. Така што таму треба да се отиде и да се види тоа. Го имаме тука во градот, близина Маџари, го имаме тоа, може да се посети, тоа е село едно, да е на друго место, тоа би се чекало ред таму да се влезе. Ете, толку јавноста да ја запознаеме, значи, што се имаме, за да може да посетат, па ќе пуштат слики, преку слики ќе видат други, па ќе отидат други да се сликаат и на тој начин, еве, ќе го промовираме културното наследство. Имате книги и научни трудови, професоре, издадено? Значи, исто така, мислам дека една од најбитните работи, освен што го истражуваме ние тоа, битно и тоа да го објавиме. Прво за стручна, научна јавност, а потоа и за поширокиот аудиториум. Отприлика околу 20 на книги имам објавено, што како уредник, што како автор, рецензирано многу. Уште многу повеќе, 50 можда повеќе се научни трудови, стручни. Битно е со тоа да ја доближиме, значи да доближиме она што сме го работеле, тоа ни е и обврска, као еден вид извештај на крајот. Бидејќи до сега познато ни е дека многу и се работело, се истражувало, ако тоа не се објави, тоа е изгубен момент. Тоа е изгубен. Исто како да не било е направено ништо. Предметот како предмет нас ништо не ни значи ако нема контекст. Така преку овие книги и тие научни трудови, мислам дека успеваме некако да го доближиме тоа до целокупната јавност. Као што реков, што стручна, научна. Една книга исто би издвоил, таа е добра и за средношколци, и за студенти, ја има на интернет, вовед во археологија, кого го интересира нешто повеќе, има на репозиториум на Филозофски факултет, би можел тоа да го отвори, да го пронајде. Сте размислиле да го издадете тоа на различни јазици, на други јазици, например? Тоа е издадено и е пуштено веднаш, значи сум рекол, јас на студенти книги нема да продавам, тоа ми е. Секоја чест. Да. И исто така сега планираме тоа истото да се преведе и на албански јазик, ќе видиме ако има интерес и на други јазици, така што одиме напред. Професоре Јакимовски, ти благодарам што беше со нас и покажа дека вистинските археолози, иако тивки, оставиле најдлабоки траги. Јас уште еднаш се заблагодарувам на поканата и на ово убаво дружење. Професоре, секој наш гостин што бил тука, му даваме еден подарок. За тебе имаме една маичка. Всушност и вака ги финансираме овие проекти. Ова е подарок од нас за вас. Се надевам дека ќе извалкате со кали, со прашина. Уште утре рано од Сабајле ќе биде облечена. Ако не е ладно таму кај што одиме, професоре. Добро, од оздола може да биде, да, секако. Драги гледачи, значи, чувари на минатото артефакт продолжува да раскажува вистински приказни од теренот, од срцето. Ако ви се допадна епизодата, споделете ја. Следете не и бидете дел од емисијата да ја чуваме историјата жива. Пријатно.